Ајде сега, добро утро секој утро. Алфа телевизија продолжува со разговори во нашето студио, понеделнички утренски. Ке зборуваме за Ние сме заедница, Slow Food Salon. Нашата гостинка, ќе кажам добро утро, Василка Стефановска, член на Националниот одбор токму на Slow Food Македонија. Ирена, добро утро и до тебе. И она што имавме можност да зборуваме со гледачите за земјоделските наши производи, ќе видиме сега вие зашто ќе точно разговарате да се купуваат наши домашни производи, дали се поскапи, поевтини. Меѓутоа, темата ваша да ја слушнеме во продолжение и уште еднаш ќе кажам добро утро. И драго ми е што имаме една вака понеделнички интересна тема за гледачите. Повели. Добро утро, Слободанче, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро ќе зборуваме за она што ќе се случува во сабота на 9 ноември во хотелот Лимак во Скопје со почеток од 12 часот па се до 20 часот. Slow Food Македонија организира по трет пат организира еден Slow Food салон под мотото Ние сме заедница. Ова утро заедно со вас и со нас е Василка Стефановска, член на Националниот одбор на Slow Food Македонија и член на Slow Food Водно. Василка, еве вака официјално добро утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Убав настан ќе се случува во сабота во Скопје во хотел Лимак. Ние сме заедница. Звучи многу убаво, многу моќно. Тоа значи дека е по трет пат организирате Slow Food салон, бидејќи претпоставувам претходните 2 години имало интерес, има и оваа година. Ајде за почеток да ги информираме гледачите што ќе се случува во сабота и за самата агенда на настанот. Мотото на овогодишниот настан Ние сме заедница потекнува од самиот начин на функционирање на Slow Food Македонија, затоа што навистина сме заедница, затоа што Slow Food Македонија брои околу 10 заедници кои што се распоредени насекаде низ Македонија и во нив членуваат производители, членуваат едукатори, членуваат консументи, членуваат ученици и токму заради тоа навистина сме една заедница која што има една единствена цел да подобриме начинот на преработка на храната и со тоа да го подобриме и системот на исхрана кај луѓето. Имајќи во предвид дека во изминатиот период во годината ние имаме повеќе настани кои што се случуваат на отворено, настанот во Лимак е малку од поинаков карактер, затоа што се случува токму во салон, и затоа го нарекуваме Slow Food салон, каде што учесниците ќе имаат, односно производителите, ќе имаат можност да ги презентираат своите производи и секако и да ги продаваат. Во Лимак на 9 со почеток во 12 часот ќе имаме присуство на повеќе производители од цела Македонија, од сите Slow Food заедници и сметаме дека ќе има повеќе од 70 производители на храна и плюс околу 30 на производители на вино, дестилати и занечиски пива. И тие ќе бидат сместени во 2 различни сали, така да ќе има линк помеѓу двете сали, така да консументите, односно посетителите ќе имаат можност да дегустираат храна и потоа да дегустираат од пијалоците. Сега кажавте отприлика околу 100 производители од Македонија, од сите организации на Slow Food Македонија. Има ли се уште можност некој ако не слуша во моментов, а сака да се пријави, дали е завршено пријавувањето и ако не е, како се пријавува? Да, пријавувањето се врши на една електронска платформа која што има на нашата страна на Slow Food Македонија и на Facebook, чинам и на веб страната. Електронско е пријавувањето и таму ќе ги прочитаат сите услови кои што треба да ги исполнуваат за да бидат членови, односно да учествуваат на оваа манифестација. Тоа зборувам за производителите. Ова манифестација е отворена за сите граѓани на Македонија, така, за посетителите. Влезницата за настанот може да ја најдат на МК Тикет и од таму електронски да си обезбедат влезница. Така.
Пошто е уникатен Slow Food салонот, бидејќи трет пат се одржува, значи дека постоело и претходно интерес во изминатите 2 години, 2021 и 2022, Да. 23-та малку пауза и оваа година повторно. Да. Пошто се разликува од останатите сајми, да кажеме? Сајми, се разликува затоа што друга е атмосферата, доживувањето е сосема друго. Пазарите кои што се на отворено, се на вистина убави пазари, луѓето се релаксираат, имаат можност исто да пробаат се. Но тука малку е на едно по-високо ниво, токму така е. И производителите имаат по-друго чувство. Начинот на кој што го презентираат својот производ и атмосферата во која што го презентираат производот навистина има едно носи подруго чувство. Да, еве одат во моментот и фотографии кои што се од минатите Slow Food салони. Навистина изгледа убаво, има и производители на храна, и производители на пијалоци, вина, дестилати и за нечиско пиво. Така, и имаше нешто уникатно, кажавте джин? Да, производител на македонски джин. Исто така во рамките на Slow Food, сега ја видов фотографијата, во рамките на Slow Food салонот секогаш правиме и едукативно катче, каде што едукаторите, затоа што ние во рамките на Slow Food имаме и едукативен тим, и едукаторите ќе имаат можност да одржат работилница со децата кои што родителите кои што ќе си ги донесат децата, посетителите може слободно да ги остават децата во едукативното катче и тие слободно да шетаат, децата со едукаторите наши да работат. Да. Да кажеме дека посетителите ќе имаат можност да ги дегустираат производите и пијалоците, ама исто така ќе можат и да си купат ако се заинтересирани. Од кој производителите од каде се? Односно, знам дека се од Македонија, туку каков тип на производи ќе бидат представени? Се што се произведува во Македонија во дали е тоа форма на храна, мед, пчелни производи, и мед и пчелни производи, други и деликатеси можеби. Токму така и месни производи, производи од сирење. Ние имаме доста добри производители на сирење кои што се членови на Slow Food Македонија. Потоа тестенини, значи најразлични типови на храна кои што е исклучиво од локални производители. Но овој салон се разликува од останатите активности кои што ги одржуваме во текот на годината, по тоа што во исто време додека во горните сали ќе се одвиваат овие настани со производителите, со продажба, со дегустации, со работилница за деца. Во долните сали ќе имаме 3 конференции ќе се одржуваат. Едната конференција ќе биде за искуството на малите производители и иднината на малите производители. Втората конференција ќе биде од едукативниот тим за училишните градини, каде едукација како идно образование, училишните градини како дел од идното образование. И ќе има работилници во 2 сали. Во едната сала ќе има работилници за Slow Food вина, во другата работилница дестилати и за нечиски пива. Во работилниците за Slow Food вина чинам дека се 3 и дека едната е дегустација на испарување на храна со вино, едната е за смедеревката со поинаков вкус, односно смедеревка која што ја произведуваат локалните винари, семејните винари, и другата работилница беше за пенливи вина. Во другата сала ќе има работилници за дестилати и за нечиски пива, и таму една работилница ќе има за дегустација за нечиски пива со храна, една работилница ќе има токму за македонскиот джин. Значи ќе биде целиот ден активен, со премногу активности. Цел ден ќе биде 8 часа на вистина исполнети и испланирани буквално до детал.
и можеби тоа го прави овој Slow Food салон уникатен, бидејќи има повеќе сегменти како што објаснивте и самата, и работилници, и конференции, и дегустација, и можност да се купат производите од локалните производители. Споменавте во излагањето дека потребно е производителите да поседуваат услови некои. Можете ли да кажете кои услови се вака најзначајни за да може да земат учество? Значи, долг период ние работевме на обуки со производителите, како и на кој начин тие да се регистрираат за да можат да учествуваат на нашите пазари. Значи треба да се регистрирани производители. Едниот начин на регистрација е да бидат регистрирани во Агенцијата за храна и ветеринарство, да бидат за продажба од праг, оние правилници кои што ние заедно со нив ги работевме, и на тој начин тие добиваат сертификат дека можат да го продаваат својот производ, дека е сигурен нивниот производ. Понатака начинот на кој што ги пакуваат производите е многу значаен и многу важен, затоа што не е обичен пазар, туку пазар на кој што треба и окото да првен да види, па после да после мирисот и вкусот. Има интерес за посетеност, сакам да кажам карти дали се продаваат. Интерес има. Какво беше искуството од минатите години? Да, интерес има затоа што луѓето посакуваат нешто поинакво. И ова навистина е нешто поинакво од сите други настани кои што се случуваат поврзани со храна во нашата земја. Реков дека посетителите можат да си обезбедат карти на МК Тикетс. Ние и на вратата ќе имаме на лице место, значи може да се купат, така? Но најубаво е да се земат предходно да се земат карта. Еве ги повикувам сите граѓани и па и не само од Скопје, туку и од надвор, затоа што предпоставувам дека ќе биде убав ден. Посетителите кои што ќе влезат во било кое време во салата ќе можат да излегуваат, да влегуваат, да се навратат или да си седат таму, да си прошетаат па да се вратат повторно. Да се прошетаат па да си се вратат повторно, затоа што ќе им дадеме нели ознаки за да може дека се дел од овој настан. Навистина голем настан. Предпоставувам бара многу труд, работа и организација. По завршувањето на Slow Food салонот, што е следно што ќе организира Slow Food Македонија? Па, ние во програмите наши имаме многу активности кои што се поврзани не само со пазари, туку активности кои што се поврзани со едукација и на консументите, едукација на учениците. Продолжуваме со проектот за училишни градини. Има тука интерес? Има интерес и наша цел и наша желба е овој проект за училишни градини да стане дел од образовниот систем. Не само како проект да биде, туку да биде дел од образовниот систем, да влезе во наставните програми, затоа што одржливоста на градините, ние веќе 10 години го работиме овој проект, имаме долгогодишно искуство и факт е дека кога ќе заврши проектот, оние кои што имаат сенс и знаат што значи за учениците овој проект продолжуваат, меѓутоа има во некои училишта каде што завршува проектот. Кога би бил внесен во образовниот процес како дел од наставните програми, мислам дека одржливоста ќе му биде многу поголема, а интерес има, затоа што не само оние училишта кои што ние ги имаме опфатено со нашиот проект. Дали само во Скопје? Не, ние веќе имаме и во Битола, во Прилеп, во Охрид, но почнуваат училиштата и самите, гледајќи ги нашите резултати, и самите да прават градини. Ние имаме и едукативни програми, имаме и наставни програми, им ги нудиме тие на училиштата. Има активности многу во текот на годината. Има, да. Кажавме нешто, дали планирате околу новогодишните празници?
Уште некоја активност? Секако, да, секако. Еве, знам дека во Битола, Slow Food Битола секоја година организираат предновогодишен пазар. Во Скопје, водно, мислам дека па ќе се потрудиме да направиме. Да, како член на Slow Food водно, Да, така? да. Колку здруженија го сочинуваат Slow Food Македонија? Slow Food Покрај Македонија Slow има Food 10 здруженија. Има во Охрид, во Битола, во Прилеп, во Дојран, во Ландово, Гевгелија. Примате нови членови, да кажам, од тие достанатите? Има интерес, да, има интерес, но сака посета на постојана посета на луѓето да им се објаснува што значи, кој е бенефитот кој што ќе го добијат ако се здружат заедно, затоа што здружувањето во заедницата, затоа што ние навистина сме заедница, носи доста придобивки. И се размена на искуства има, имаме едукатори, имаме експерти од земјоделскиот факултет кои што несебично ја пружат својата помош кон земјоделците и производителите, така да во секој момент им се надофат и можат да им помогнат. Да. Ви благодарам многу за разговорот, за учеството. Останува само да ви посакам одличен настан, убаво организирано е секако што кажавте и се гледаме на 9 ноември во хотел Лимак, Slow Food салон, по трети пат оваа година во Македонија. Околу 100 производители, 70 на храна и околу 30 производители на пијалоци. Благодарам, се гледаме во сабота, во 12. Се гледаме во сабота и уште еднаш еве да ги поканам гледачите на Алфа телевизија и сите граѓани на Македонија да не посетат и да видат зошто е Slow Food салонот интересен и уникатен. Па да, од сето наш имав можност да ве слушнам, на вистина, овој збор ке го употребам што и вие го кажавте, уникатно е се. Се гледаме, зошто да не, да уживаме и ние малку таму со мојата колешка,